23 глава. Неговиот од. Човековиот од представува начинот на кој тој патува низ животот, неговата насока, неговиот фокус, чекорите што ги презема. Секој ден тој одбира пат. Еден пат ќе го однесе напред, сите други ќе го вратат назад. Начинот на кој тој оди влијае врз секој аспект на неговото битие, како се поврзува со другите луѓе, како се однесува спрема своето семејство, како луѓето го гледаат, па дури и како изгледа. Сум видела мажи кои биле непривлечни според секој стандард, како радикално се менуваат откако научиле да одат со Божиот дух, како што Божиот лик се врежува во нивниот. Тие развиваат богатство во душата, славна чистота и внатрешна сигурност, знаејќи во која насока одат. Тоа им дава сила и чувство за цел, кое не е само привлечно и атрактивно, туку и магнетно. Библијата ни открива многу за тоа како треба да одиме низ животот. Треба да одиме со морална коректност, бидејќи Господ не ги лишува од блага оние што одат непорочно. Псалм 84, 11 стих. Треба да одиме со побожни советници, бидејќи блажен е оној човек што не оди по советот на безбожниците. Псалм 1 стих. Треба да одиме во послушност, бидејќи блажени се оние кои се бојат од Господ, кои одат по неговите патишта. Псалм 128, 1 стих. Треба да одиме со мудри луѓе, бидејќи кој се состанува со мудри, мудар ке биде. Пословици 13 глава, 20 стих. Треба да одиме во непорочност, бидејќи кој оди во непорочност оди без страв. Пословици 10 глава, 9 стих. Над се треба да одиме по патот на светоста. И таму ќе има друм, и патот по него ќе се нарече свет пат. Нечистиот нема да оди по него. Тој ќе биде само за светите, оние што одат по тој пат. Дури и неискусните нема да се загубат. Исаја 35 глава, 8 стих. Најдобриот дел во однос на одењето по светиот пат е тоа што дури и да направиме нешто глупаво, нема да бидеме исфрлени од патот. Сопругот на Дебора, Бен, е побожен човек, кој никогаш не би го сметале за неразумен човек. Меѓутоа, тој направи една инвестиција на поголема сума на пари, која ретроспективно гледано се покажа како многу неразумен потек. Сите пари беа изгубени, па дури и повеќе, бидејќи како резултат на тоа беа додадени и трошоци. Оваа работа можеше да ја уништи нивната финансиска состојба, а веројатно и нивното здравје и нивниот брак. Но бидејќи Бен имаше цврст од на послушност и светост пред Господ, беа поштедени. Фактот што тој неразумно избрза на патот и не чекаше на Божјото водство, го доведе во неволја, но не и до негово уништување. Исус рече дека постои само еден начин да го најдеме вистинскиот пат, една врата низ која треба да влеземе. Јас сум патот, рече тој. Евангелие според Јован, 14 глава, 6 стих. Патот што води до уништување е широк и простран и мнозина избираат да одат по тој пат, но тесна е портата и тесен е патот што водат во живот и малкумина се оние што го наоѓаат. Евангелие според Матеј, 7 глава, 14 стих. Моли се твојот сопруг да го најде. Моли се да биде воден од Светиот Дух. Моли се да остане на патот со тоа што ќе има вера во Божјото Слово, послушно срце и длабоко покаяние за сите дела што ќе ги направи, а кои не се Божја волја за неговиот живот. Верата и послушноста ќе го однесат на светиот пат.
Одењето по духот, а не по телото, ќе го сочува таму. Бог сака секој чекор на твојот сопруг да биде воден од него. Галатите 5 глава 25 стих. За да може тој да оди со него и да го преобразува според својот лик. Маж кој оди со Бог е навистина посакуван. Молитва. О Господе, знам дека патот на човекот не зависи од него, дека не е во власта на оној кој оди да ги исправа стапките своји. Еремија 10 глава 23 стих. Затоа, Господе, се молам Ти да ги водиш чекорите на мојот сопруг. Води го во Твојата светлина, научи го на Твоите патишта, за да оди во Твојата вистина. Се молам да има подлабок однос со Тебе и се поголема глад за Твоето слово. Нека Твоето присуство биде како деликатес по кој никогаш нема да престане да копнее. Води го по Твојот пат и помогни му брзо да се покае кога ќе застрани од него. Откри му го секој скриен грев кој би го спречил да оди во праведност пред Тебе. Нека искуси длабоко покаяние кога не живее во послушност спрема Твоите закони. Создај во него чисто срце и обнови го неговиот силен дух. Не лишувај го од Твоето присуство и не одземај го светиот дух од него. Псалм 51, 10 и 11 стих. Господе, Твоето слово вели дека оние што се телесни не може да Ти угодат Тебе. Римјаните 8 глава 8 стих. Затоа се молам да му помогнеш на името на сопругот да оди во духот, а не во телото, за да може да го одбегне патот на насилниците. Псалм 17, 4 стих. Додека оди во духот, нека го носи плодот на духот, кој е љубов, радост, мир, долготрпеливост, љубезност, добрина, верност, кротост и воздржливост. Галатите 5 глава 22 стих. Сочувај го на светиот пат, за да може начинот на кој оди да биде интегриран во секој дел од неговиот живот. Моќни алатки. Ве молам да живеете достојно за призванието во кој сте повикани, со сета понизност, кроткост и сотрпеливост, поднесувајќи се едни со други во љубов. Ефешаните 4 глава 1 и 2 стих. Оној што оди во правда и говори вистина, кој презира печалба преку угнетување, ги воздржува рацете свој од подкуп, ги затина ушите за да не слуша за крвопролевање и ги затвора очите да не го гледа злото. Тој ќе живее на висините, за солниште му се непристапните карпи, ќе му се даде леп, водата негова нема да пресуши. Исаја 33 глава 15 и 16 стих. И така, мили мои, кога ги имаме овие ветувања, да се исчистиме од секоја духовна и телесна нечистотија, усовршувајќи ја својата светост во страв од Бог. 2 Коринќаните 7 глава 1 стих. Господи, кој може да престојува во Твоето живеалиште? Кој може да се всели на Твојата света гора? Оној што оди непорочно, што врши правда и во срцето свое говори вистина. Псалм 15, 1 и 2 стих. Очите ми се управени кон верните по земјата, за да седат со мене. Кој оди по патот непорочен, тој ќе ми служи. Псалм 101, 6 стих.